Стадион. Емисија за вашата вистина. На линија би требало да го имаме Арбен Таравари, министерот за здравство, Алијанса за албанците, кој што е актуелен деновиве поради внатре политичките прилики и неприлики во Влен и што ќе се случува понатаму со оваа коалиција и воопшто со владата. Господине Таравари, дали се слушаме? Се слушаме, добар ден. Добар ден. Вие бевте прв кој што зборуваше за обединување на Влен како една партија. Сега како да го правите спротивното? Не е баш така. Пред околу една година зборувавме за спојување, меѓутоа се случи дека сите инсистираа дека треба да останеме 4 партии во Влен, а јас од тогаш кажав ако останеме 4 партии, тогаш треба сите да излеземе со сопствени советнички листи. Тоа што го кажувам и денес, тоа и што го барам и денес. Значи, ништо повеќе, туку Алијанса за албанците да излезе со своја советничка листа, па да видиме колку тежиме на терен, колку не вреднуваат граѓаните за тоа што го работиме и го правиме за општеството. Што значи тоа за изборите за градоначалници? Ќе одите со заеднички кандидати, ќе се договарате или зависи од општина до општина, може Таравари да поддржи кандидат на ДУИ или на села? И обратно. Јас кажав уште пред една година, им кажав дека добро би било да се споиме. Меѓутоа, гледав дека нема интерес да се споиме. Така да сега ќе бидеме со сопствени советнички листи. За градоначалници ја им оставив простор да размислуваме заедно да излеземе. Меѓутоа, тоа беше категорично одбиено од сите партии во Влен. Така да не ни преостанува друго освен да излеземе со сопствени кандидати во повеќето општини кај што се надпреваруваат мислам за градоначалници. Така да видиме како ќе течат работите и по тоа ќе одлучиме. Да бидеме попрецизни, значи Влен, трите останати партии ќе одат со заеднички градоначалнички кандидати, исклучувајќи ве вас. Вие ќе одите башка, така? Односно самостојно. Да. Што така кажа, дека јас сум се самоисклучил. Така да, што ме така, ние ќе одиме и со наши советнички листи и со наши кандидати во повеќето општини. Значи, вие се отпишавте од Влен, се самоисклучивте како што вела Тони. Дали владата ќе ве остави запишани понатаму или и таа ќе ве отпише? Не знам точно, меѓутоа без разлика. Ние не сме родени во влада, така да ако сметаат дека треба да бидеме во влада, ќе продолжиме. Ако сметаат поинаку, ќе одиме и во опозиција. Не сме родени ние во влада, па мора по секоја цена да останеме. Меѓутоа, генерално, ние сме заинтересирани да продолжиме и да дадеме наш допринос во влада. И тоа е дел од договарањето со тој што ја формира владата, тоа е премиерот. Добро, оваа тема е присутна веќе месец дена, може би повеќе. Дали некојаш воопшто сте разговарале со лидерот на ВМРО ДПМН, со премиерот Мицкоски, кој што најави дека по враќањето од Дубај ќе има средба поединечно со сите лидери на коалицијата Влен? Не дека не сме разговарале, меѓутоа попрецизно, искрено не е разговарано, меѓутоа кажано е дека што се случува и какви се нашите планови. Така да со советнички листи тоа е дефинитивно, за градоначалници, ајде да видиме и таму имаме добри кандидати и мислиме дека можеме да направиме релативно добар резултат. На крајот на краиштата не интересира и партијата како ќе изгледа после локалните избори. Нели е малку прерано, многу порано се започнува целиот овој процес. Еве, некои го нарекуваат и продолжено започнување и траење на предизборната кампања. Локалните избори ќе бидат некаде во октомври. Така е, меѓутоа оваа тема веќе беше импонирана од нашите партнери во Влен. Некако како да
става ултиматум или одлучи за 2 дена или одели се од нас, ние кажавме дека листите се наши, посебни, а нема бегање, тука се локалните избори, така да кампањата е започната од пред 2-3 месеци. Меѓутоа, темата е начната од пред околу, да речам, 2-3 недели, не повеќе. Таков маневар сличен направите и за парламентарните избори, председателските, кога во последен момент се приклучивте кон Влен. Дали ова е некој интересен маркетиншки потек кој што на парламентарните се покаже како успешен и ве водеше вас како лидер, како звезда, да кажем, на тој изборен процес и со самата кандидатура за председател. Да го завршам прашањето со конкретно прашање, дали кај се надпреварувате за градоначалничката функција уште еднаш во Гостивар или друг кандидат ќе кандидирате? Не, сигурно не за градоначалник повторно во Гостивар, секако дека тоа 100% нема да биде, меѓутоа имаме актуелен градоначалник во Гостивар кој што е вршител на должност, кој што гледам по анкетите стои многу подобро отколку јас кога бев градоначалник, така да немам таква амбиција за да се кандидирам повторно за градоначалник. Меѓутоа многу ми значи нормално да излеземе со добар резултат како партија на локалните избори. Јас често спомнувам дека ВМРО не ги победи изборите 2024-та, мислам за парламентарните. Тие ги победија изборите во 2021 година, кога добија 45 градоначалници и од тогаш само чека моментот кога ќе се одржат парламентарните избори, за да добијат, според нив очекува околу 50 пратеници, добија 58 конкретно. И мене многу ми значи, и нас многу ни значи колку општини ќе добиеме. Така да, како Алијанса за албанците, посакуваме да добиеме што повеќе општини, па според тоа, кога ќе се одржат парламентарни избори, веќе би се позиционирале како сериозна партија во албанскиот блок, што искрено како председател на партија многу ми значи да бидеме меѓу позначајните партии во албанскиот блок. Со Али Ахмети колку пати сте се сретнале до сега? Освен тој телефонски разговор што го признавте. Не сум се сретнал, сум се слушнал по телефон, меѓутоа сум се сретнал случајно кога се видов со господинот Бегај, председателот на Албанија. Тоа беше единствено што се видовме, инаку сме се слушнале по телефон секако. Со Дуи, ќе соработувате на локалните избори или? Начелно мислам дека ние треба да одиме сами, да видиме колку не поддржуваат граѓаните. Меѓутоа, не исклучувам по тоа како ќе се одвиваат работите, не знам како ќе се одвиваат. Не исклучувам во втор круг и да се поддржуваме некаде, можеби, кај што имаме ние интерес или тие имаат интерес од поддршка. Генерално, Алијанса за албанците ја бие битката со Дуи од пред 10 години. За тоа кој ќе биде прва партија меѓу албанците. Така да, ако има некој кој што направил битка со Дуи, тој е токму Алијанса за албанците. Овие партии што се во Влен, повеќето се деривати на Дуи. Знаете, и Беса, и Алтернатива, и Изет Меджити се излезени од таа партија. Некој пред 2 години, некој пред 5, некој пред 10 години. Така да мораме да размислуваме и за иднината на партијата. А ако има и вонредни парламентарни избори, тоа што ќе правите? Ќе одите со Влен заедно или посебно и на парламентарните избори? Со Влен гледам дека веќе од нивна страна тоа е апсолвирано и се одлучени да одат сами. И ја ќе поздравувам. Не зборувам за парламентарни вонредни. Да. Тоа многу ми значи, значи нема простор тука да се збори со Влен. Така да и за парламентарни, ако одат заедно со локални, јас мислам, иако не е разговарано во партиските тела,
да се оди посебно и да ги видиме резултатите. Кој го има копирајтот, авторските права на Влен, на Вреди? Вие немате практично и партија, ако гледаме од судски аспект. Имаме партија, значи и печатите се кај нас и членството е, меѓутоа често сум го кажал, партија не е тој што има печати, туку кој што има членство, одржувачи, кауза, програма. Таа е партија, не е партија само... И знаете, и Мендук Тачи има партија, и Аријани Тоџа има партија, и Зејт Реџепи има партија, меѓутоа, кога немаш членство, немаш поддршка, тогаш џабе ти е како да речам, и авторското право да го имаш на нешто. За Влен се откажувате од Вреди? Го оставате авторското право на... Не дека се откажувам, туку едноставно гледам дека нема простор за понатамошна соработка, така да ајде да ги видиме локалните избори, да видиме што велат граѓаните. Со села се гледате ли? Може да се случи повторно обединување, па судот да му ја улесните работата? Не сум се видел од 5 февруари 2024 година, ниту лично не планирам да се видам, меѓутоа не велам дека полно членови од партијата, од тие што останаа кај села, беа минатата година околу 30% од партијата, сега 90% се кај нас, дури подпредседателот и што беше кај села, кој што е градоначелник на Врапчиште, веќе е со нас. И има, да кажам, масовно доаѓање и од тие што останаа таму на наша страна. Албин Курти, ќе го барате ли за помош? Дали сте разговарале со него? Он ве врзуваше, ве поврзуваше, може би сега не е од помош и он не може да заврши работа, има своји проблеми и тешкоти, си даде оставка, не е повеќе премиер. Со Албин Курти се видовме пред една недела, кога се отвори граничниот премин меѓу Косово и Македонија, One Stop Shop. Разговаравме, така да со него имаме добри односи, мислам дека е човек на кој што може да се ослонува секогаш, така да ајде да видиме како ќе течат работите. Меѓутоа, ние треба како партија да си направиме штабови, да почнеме од почеток на мај да се подготвуваме за избори и пред се и над се ни се битни локалните избори и резултатот во тие избори. Како ќе се однесуваат вашите пратеници во парламентот? Останувате во Влен, ќе се тргнете на страна, независно ќе делувате или зависи тоа од разговорите со Мицкоски? Нормално, зависи од разговорите со премиерот, меѓутоа ние имаме 5 пратеници, таман за пратеничка група. Ако се одлучат од Влен дека нема простор за понатамошно разговарање, така изгледа, тоа ќе делуваме како посебна пратеничка група. Дали ова значи дека малку повеќе националистички ќе нагазите сега, затоа што еве има некои објаснување од ова го правите, затоа што кај албанското гласачко тело се доби впечаток од и ВМРО ДПМН Мицкоски, албанскиот глас, албанските интереси ги ставија некако во дефанзива и бевте многу инертни. Тоа како впечаток се добива кај албанското гласачко тело и за балансерот, уште немаме закон, и за законот за јазици, толкувањата во уставот и за многу други работи. Да бидам искрен до крај, господинот Мицковски во однос на нас, како Влен зборам, беше коректен. Меѓутоа, ние изгледавме многу летаргични и инертни, поради тоа што тешко е 4 партии плюс самоопределување 5 и се делуваше некако многу, како да кажам, многу некоординирано и тоа остава лош печаток кај граѓанинот, односно кај нашите поддржувачи, така да ќе мора да се размислува како да се делува понатаму. Тоа зависи нормално и од тоа како ќе настапиме на избори, меѓутоа дефинитивно дека по сите анкети што
ги правиме дека делуваме и впечатокот кај граѓаните е дека Влен е некако комплетно дезориентирана и неорганизирана како што треба. Знам, вели, нема место во власта за партнери кои што соработуваат со ДУИ, ака сами тврди дека и покрај овие недоразбирања, мнозинството владино ќе се зголемува. Некои од вашите пратеници ќе поминат кај нив или од ДУИ? Од нашите пратеници знам дека 5 не ни планираат да поминат. Од ДУИ не можам да кажам дали ќе помине некој, немам такви информации, меѓутоа имам информации дека има незадоволство и меѓу тие кои што се во Влен, и има одредени луѓе и повеќе луѓе кои што мислат слично како ние, како Алијанса за албанците, и ајде да видиме. Ќе видиме како ќе одат работите и потоа и ќе делуваме понатаму. Освен ова, кратко да ја прашам и за здравството, каква е состојбата со децата, со момчињата кои што и девојките кои што се лекуваат низ Европа, кои што се од трагедијата во Кочани, 63 жртви вчера, 63-та жртва почина пациент кој што се лекуваше во Белград. 62 се жртви, значи тројца почина од тие што ги испративме надвор од државата. Да, 62, да. Да, така да веќе можам да кажам дека нема покритични пациенти, сите се генерално во стабилна и добра состојба, меѓутоа никогаш не може да се каже дека се е како што треба, секогаш постои ризик да нешто да се комплицира, меѓутоа мислам дека генерално како екипа успеавме релативно добро да ја менаџираме состојбата со Кочани. Значи тука не мислам само на здравство, туку и на сите луѓе кои што беа во тимот во Министерството за здравство и Министерот за надворешни работи и другите министри кои што ни помагаат, така да се надеваме дека ќе ни се вратат здрави и живи сите наши сограѓани, деца кои што ја поминаа таа трагедија во Кочани. Се лекуваат надвор од државата. За здравството е поштате малку по ригидно, по-категорички да се однесувате, барате оставки од директори, именувате. Меѓутоа сепак има работи кои што не можете да ги пренебрегнете како критика. На кардиологија како е можно операциони сали да не ви работат, да немате стентови, тоа е голем проблем. По здравството секогаш имало проблеми и ќе има проблеми. Јас сум кажал од почеток дека за жал нема магично стапче за да се решат сите проблеми во здравството. Овие 9 месеци дадовме максимум од себе за да направиме нешто да биде подобро. Успеавме прв пат после 15 години да ја прошириме позитивната листа на лекови. Веќе имаме 9 нови лекови во позитивната листа. Исто така дадовме максимум за да има колективен договор нов, кој што 10 години не се решава. Специјализанти 600 да се вработат, оти имавме огромен дефицит на лекари во здравството, да направиме трансформација на работните места од договорци во решенија на повеќе луѓе кои што се со средно медицински кадар, мислам, 1200, значи вкупно 600 доктори, 1200 медицински сестри, болничари, тоа се 1800 луѓе кои што треба да се вработуваат, периодот веќе специјализанти се вработуваат, доста нови апарати, доста нови инвестиции во клиники и во болници. Толку се може за 9 месеци, иако има простори за и за критики. На кардиохирургија конкретно не е дека не работеле салите. Едната работеше, едната за жал не работеше, меѓутоа тоа не беше причина за да настане тој немил настан на кардиохирургија.
Така да јас сум подготвен, значи, за се што се проблеми да разговараме и да изнаоѓаме најдобри можни решенија, и со цел да ја подобриме состојбата во здравствениот систем во нашата држава. Да не му се налутивте на мискаски за паркингот, тендерот што пропадна за државна болница? Воопшто не. Јас сметав исто и затоа конкретно за паркингот ја го поништив. Значи, така да воопшто не му замерувам и не му замерив. Прашање од $1.000.000, со ова завршуваме. Клинички центар. Тука, во државна, надвор, таа тема... На Македонија искрено и треба нов клинички центар, тоа сме го разговарали и со премиерот. Не е прашање од милион, туку од $1.000.000 веќе. Да, на државата и треба еден добар клинички центар. Кај што е местото сега, моментално таму не може да се изгради нов клинички центар, искрено. Ни треба нова локација и заслужува Македонија да има еден добар, нов, добро организиран клинички центар кој што ќе дава здравствени услуги за сите во државата. Се надевам дека тоа ќе биде следен проект за идната година или 2027, меѓутоа знам дека на Македонија дефинитивно и треба добро организиран нов клинички центар. Прашањето беше дали работите на тоа конкретно околу локација? Видете, не дека не работиме, разговараме, интензивно и се преговараше периодов да се изнајде решение, меѓутоа се уште немаме нешто што би го споделиле со јавноста дека дефинитивно е одлучено ова или тоа. Така да, ајде да видиме со тек на времето, меѓутоа знам дека интензивно работиме за нови болници во Штип и Кичево, кои што исто така се многу битни, и исто така и за медицинскиот факултет во Штип. Така да има многу работи кои што уште не се гледаат, меѓутоа интензивно се работи на нив. Благодарам за разговорот, Арбен Таравари, министр за здравство, Алијанса за албанците. Поздрав. Благодарам за можноста. Поздрав, пријатно. Стадион. Емисија за вашата вистина.